но кои са тези социални и политически процеси, които влияят на начина, по който гражданите размишляват и реагират? Кои са тези фактори, които формират техните политически симпатии? Дали ще са икономски фактори, културни, някакви лични истории? Къде е ролята сега на медиумите и на социалните мрежи в създаването на това явно мислене? И дали медиумите го креират явното мислене, или наистина неутрално само го покажуват веќе по стоечкото разположение? Набор от... Хубаво, ще се протестира. Всяка генерация ще протестира. Обаче как генерацията решава да протестира? Кое формира това чувство за да кажем, за бунт, за протест? Може би сега... Да. Па знаете, токму јавното мислење кое е креирано и кое нормално е еден конструкт на комбинација на политичка пропаганда поддржана од традиционални медиуми и не само од традиционални медиуми. Кај нас има последниве неколку години, еве за подкастите, нели вие сте подкаст, масовно отварање на подкасти во Македонија, иако тоа би се очекувало да бидат подкасти, да кажеме, од луѓе кои не биле присутни претходно во традиционалните медиуми, кои не биле новинари, кои не се влијателни. Напротив, кај нас истите тие, ама сега се јавуваат на полето на подкастите. Не дека нема и други луѓе кои не биле вклучени во политичкиот, општествениот, културниот било кој живот. Меѓутоа, таја тенденција кажува дека не само што тие го контролирале досега традиционалниот медиумскиот простор, тие сакаат да ги контролираат и социјалните мрежи, ме разбирате? И протестите што би се јавиле, било кои протести, еве сега зборувавме за Бугарија, меѓутоа потенцијални протести во Македонија ќе бидат спротивно од мислењето кое се формира, затоа што мислењето кое се формира нормално е во функција на некаква си политичка елита, власт или како и да е, или на некаков си постоечки политички режим, еве јас тоа го велам заробена држава или заробено општество, и е во функција на одбрана на таа ситуација. Секој протест што би се јавил би било против тоа, што значи дека влијанието или степенот на мислењето кој тие го формираат или влијанието на мислењето на мислењето кое тие сакаат да го наметнат, очигледно не фаќа корен, така? Па затоа би се јавиле потенцијални протести. Меѓутоа, знаете, интересно е што низ годините кај нас во Македонија со сите перипетии, проблеми, кризи што сме ги имале, се уште кај луѓето има потреба од правда. И се уште луѓето бараат правда. Тоа беше еден од слоганите на Шарената револуција, меѓутоа тоа не беше случајно еден од слоганите на Шарената револуција. Тоа не беше наметната синтагма, туку тоа беше природна синтагма за општеството, кое само сакаше да го контролира наративот или да го контролира протестот, ако сакате, или сите тие поединечни протести кои потоа се обединија и беа узурпирани де факто од политички партии и од политика. Меѓутоа, генерално реакциите на луѓето на индивидуално ниво, на социјални мрежи, на различни настани е се уште потреба за правда. Ако вие се уште имате таков висок, па би рекол и социолошки и филозофски поглед на животот, каде што се уште ги мерите работите според тоа дали се праведни или не, значи дека ви имате сепак некаков си минимален или оптимален вредносен систем, кој не секогаш се покажува преку она што се наметнува како еден наратив, јас би рекла, и едно мислење за тоа што се случува во државата. Тоа може да има и други нуспојави или може да има контраефект, а мислам дека тоа се јавува сега и е поврзано особено после настаните во Кочани, трагедијата во Кочани што се случи пролетоска, каде што практично сега се таргетира целиот систем. И постоењето на целиот систем и велат системот не чини, системот треба да се реформира, системот не функционира и слично, што според мене не е сосема точно и е потенцијално голема опасност. Зошто? Затоа што системот практично ви е васуставното уредување, така? Поставеноста на државата, поделбата на властите, во рамките на тоа институциите кои постојат. Сето тоа е практично еден демократски систем, едно републиканско, една парламентарна демократија, значи системот на хартија теоретски не е проблем.
функционирањето на системот е проблем, ама не како суштина, како систем. Во смисла, законодавната власт, собранието ја контролира извршната власт. Извршната власт е избрана и ефективна власт, судската власт е одделена и слично. Тоа е се во ред на хартија. Не можете вие да кажете системот не чини или не го бива системот. Туку функционирањето на системот зависи од луѓето кои го практикуваат, функционирањето на системот зависи од политичките партии кои го разбираат или не го разбираат и сакаат да го прескокнат тој систем и да го, јас тоа често пати го нарекувам антисистем, ние функционираме како антисистем, во пракса се е спротивно од системот, а во суштина се функционира преку системот. Значи, вие секако за се ви треба системот и за злоупотреба ви треба системот, ви треба темелот, основата. Затоа мислам дека ние влегуваме во една опасна фаза каде што практично се релативизира и негира самата суштина на државата, самата суштина на демократското уредување. Затоа што едно е што луѓето мислат кога ќе кажат ама ова не чини, не знам, институцијата не функционира. Тој тоа го кажува за институцијата да биде подобрена, за да ја работи својата работа според закон, за да нема влијание од политички партии, да нема влијание од други, од бизнес или било какви кругови, а не го кажува да го нема комплетно, да исчезне системот. Ама дали е тоа така перцепирано од тие што свесно го узурпираат системот или го користат само тој момент да кажат ова не чини. Ова нешто сега мора радикално да се смени, затоа што вака не функционира системот и тоа одма ќе се залепи. Знаете, ние преговараме не знам колку време, 15, 20, 25 години, Европска унија не сака, овој не сака, никој не сака. И практично тоа е амнестија, се ја довеле државата до таа ситуација, преку наратив кој апсолутно не кореспондира со реалноста и во однос на позиционирањето на политички не кореспондира со јавноста. Економски секако вие сте креатор на таа економија и таа економија функционира или тие економски законитости во тој политички систем узурпиран, заробен што вие сте го создале. И кога на крајот ќе кулминира со нефункционално, сакате да обвините некој друг. Затоа мислам дека наративот за правдата или потребата за правдата за изненадување е се уште многу висок во Македонија, што значи дека луѓето, претпоставувам и во Бугарија, бидејќи луѓето не би излегли на улица и не би критикувале нешто, и таа се додека постои на индивидуално ниво потребата за правда и борбата за правда, мислам дека и секое општество ќе најде начин како да дојде до таа правда, но што се додека е жива идејата дека треба да има правда. Правда може да има во едно демократско општество. Не може правда вие да барате во некој тоталитарен или авторитарен режим. Тоа е барем јасно. И сега проблемот е како вие да представите дека тука демократското општество не испорачува правда. Не, демократското општество испорачува правда, меѓутоа вие сте го узурпирале демократското општество и сте го претвориле во некаква си партократија. Јас тоа го нарекувам во некакво функционирање, параван сте направиле на партијата, сте се инфилтрирале толку во државата. Значи не е само инфилтрацијата физичка инфилтрација. Јас велам дека свеста прво е проблем кај нас. Не е проблем демократијата, практикувањето на демократијата, туку што најчесто политичките елити и тие поединци кои имаат, не велам сите членови во политичките партии, туку тие кои имаат секогаш главната моќ, се луѓе со авторитарна свест. И тие ја практикуваат демократијата затоа што мораат, а не затоа што сакаат. Јас имам едно прашање кај двајцата. Господин Корубин спомна за тие радикални промени во нашите општества или желбата за такви радикални промени, бидејќи системот не чинел. И сега имам едно прашање јас. Ако тој систем го нема, како што спомнавме, што се случува тогаш? Тој систем дали не е во основата на самото постоење на државата? И ако веќе зборуваме за тоа дека не системот, туку луѓето што се чинители во системот не чинат. Тие што ќе дојдат како радикални ослободители од тие луѓе што не чинат, кој ни гарантира дека истите ќе работат праведно, ќе работат државнички, бидејќи заборавам еден момент. Денеска ако е темата буџетот, утре ќе биде темата, не знам, во Македонија сега тема е мигранти од Велика Британија, утре ќе биде нека трета тема. Државата каде останува? Државничкото мислење на сите тие
чинители и на оние што сакаат да донесат промени. Каде останува тоа според вас? Па токму затоа јас, за мене е прашањето така. За двајцата, почнете ви. Добро, ќе почнам јас. Затоа велам, затоа е опасна таа теза системот не чини. Значи државата е системот, така? Системот може да се подобри, меѓутоа не може системот како систем да не чини. Системот сам по себе означува некаква организирана форма на живот. Со правила, со стандарди, со вредносен систем. Тоа е системот, не е некоја мистерија системот и државата, така? Ова уредување до кој достигнало сега еве човештвото, да кажеме, демократијата, или не знам парламентарната демократија, или не знам републиканско уредување, меѓутоа во секој случај демократијата, значи каде што луѓето го бираат и ги бираат своите представници и во нивно име владеат, каква и да е формата, политичката форма, е системот за кој зборуваме. И само во тој систем ние може да имаме одговор на некакви цивилизирани барања како што е борба против корупција, борба за права, борба за правда, еднакви можности за сите. Значи, ние овие прашања не може да ги дискутираме во 19 век или во 18 век и да ги проектираме дека тогаш ги дискутирале. Тоа се вредностите на нашето време. И тие вредности на нашето време се вткаени практично во основата на државата. Државата е системот, затоа е многу опасно вие да ги како би се рекло, да ги денунцирате или да ги релативизирате постулатите на државноста. Затоа е многу опасно да немате вие почит кон парламентот или кон пратениците. Тоа е една, да кажеме, кампања кај нас. Атанас ќе го знае тоа подобро, нормално, затоа што сме тука двајцата. Секогаш кога нешто рече, пратениците се кри. Дури и таа стратегија е многу опасна. Знаете, кај нас, да кажеме, има без разлика кој е на власт, секогаш се зборува во одреден период од тие 4 години за трошоците, патните трошоци на пратениците. Како да е тоа најважната работа од сите можни злоупотреби што се прават, од сите можни искористување или злоупотреба на системот, ние обавезно во еден период зборуваме за патните трошоци и како пратениците ги злоупотребуваат патните трошоци, не знам колку пати патувале, не знам, до Прилеп, до Битола, до Охрид, луѓе што не живеат овдека, и тоа е најголемиот скандал. Меѓутоа, знаете што е интересно? Право на патни трошоци имаат сите избрани и именувани функционери. И тоа што го прават пратениците, што се 120 на број, инаку го прават уште стотици и илјадници други раководители, министри, различни форми на избрани именувани функционери, меѓутоа никогаш за нив тоа не се збориш. Она што ме прашавте, Ѓорги, на почетокот, значи која е улогата на медиумите? Па кога медиумите ќе бидат соучесници во ширење на наратив кој свесно го минимизира значењето на највисоката власт кај нас, во нашиот уставен поредок, законодавната власт е највисоката власт. И кога пратениците вие ќе ги сведете на некој што само троши за патни трошоци и ништо друго не прави, тогаш вие практично го рушите системот, а не тој кој протестира. Вие ја рушите суштината на системот, а суштината на системот лежи дека ние веруваме во тој систем, дека ние го почитуваме тој систем. Дека ние веруваме дека тој функционира за секој од нас како граѓани. Кога вие тоа ќе го срушите, ама тоа вие го рушите систематски на прилично перфиден начин. Не е тоа секогаш вие да кажете, не чини. Затоа ми беше примерот со патните трошоци. Што значи дека системот излегува дека кај нас го рушат тие што се носители на системот или тие што најчесто се избрани да бидат носители на системот, што доаѓаме до проблемот на политичките партии, барем кај нас во Македонија, претпоставувам дека слична е ситуацијата во Бугарија, каде што ние еве на овие последниве 2 циклуса на избори се покажа, значи се падна една голема фама, што не дека не беше дискутирана и позната за луѓето, дека практично ние имаме една симбиоза, како да кажем, една хармонија помеѓу политичките партии на нивоа кои не се видливи за јавноста, а со кои практично штитат некои интереси од различен тип, кои не ги означуваат нушно интересите на граѓаните.